Рудникот Живојно како решение за стабилно домашно производство на струја. Од РЕК Битола велат дека со ископот на јаглен од оваа локација ќе се напушти набавката на увозен јаглен, што значи и намалување на цената на струјата и енергетската зависност. На локацијата има 24 милиони тони од ово енергенско е со поволен квалитет, но многу подобар од увезениот кој сега учествува со околу 40% во производството на електрична енергија или повеќе од 2 милиони тони за потребите на РЕК Битола. Реализацијата и динамиката на процесот со се документација ќе се одвива во период од 7 години, односно за 4 години е предвидено да се изврши максимална експлоатација на наоѓалиштето. Во цела мера ќе се покрие производството од сопствени ресурси. Ќе се напушти набавката на увозен јаглен, што е со релативно висока цена, што има директно влијание на крајната цена на електричната енергија. Со тоа ќе се пренесе исто и на социјалните аспекти и на економските аспекти во државата. Од Министерството за животна средина препорачуваат низа мерки за заштита на околината, начинот на кој ќе се врши ископот, материјалите кои ќе бидат користени при реализацијата, како и постојана комуникација со жителите од околните места. По завршувањето на експлоатацијата, додаваат од РЕК Битола, ќе се преземат и дополнителни мерки за обезбедување на животната средина. Таа предвидува и мерки во самата експлоатација, користењето на наоѓалиштето, и исто така и по неговото завршување обезбедува мерки што ќе ја вратат во дел постојната состојба, сегашната, како што е пред експлоатацијата, а во делот што не може да се обезбеди да се врати, ќе се примерат голем број на мерки и активности што ќе обезбедат животната средина. Според домашните експерти на експлоатацијата на јаглен од рудникот Живојно во следните години треба да се гледа како на рационален и одговорен чекор во преодната фаза кон целосна зелена енергија.